Фудбалерите на Брегалница утре во Струмица ќе го одиграат шеватскиот надпревар за пласман во бараштат преварите. На штипските плави само победа им одговара да го задржа второто место на табелата, а за тоа ќе им биде поддршка од навивачите за кои ќе се организира караван. Утре не очекуван тежок надпревар со екипата на Беласица, веќе прволигаш. Меѓутоа знаеме што значи овој надпревар за нашата екипа, можеби најважниот во сезонава. Мислам дека играчите се спремни да дадат максимумот, мотивирани се 100%, знаат и тие што значи овој надпревар за екипата на Брегалница. Со победа влегуваме во баражот, кој мислам дека со игрите оваа сезона, знаеме дека цела сезона нашата екипа е без пораз, овие млади фудбалери го заслужија тоа. Мислам дека утре ќе го дадат максимумот во Струмица и ќе извојуват толку посекуваната победа и ќе ја израдуваат штипската јавност. Очекувам поддршка од публиката да биде наш 12-ти играч во Струмица, иако играме на гостински терен, знаеме дека штипијани се фанатици за фудбалот, посебно за Брегалница, така да очекувам поддршка од публиката, очекувам многу штипијани на стадионот во Струмица. При тоа за сите тие што не може да организиравме, организирам превоз за Струмица, тренувањето е во 3 часот, така да се е спремно, сите сили ги насочуваме кон утрешниот надпревар во Струмица и очекувам да се вратиме со победа и да продолжиме да се спремаме за наредната недела во баражот. Потребна е добра игра, како и во преходните надпревари, за да се оствари целта. Јас би сакал само да го повториме надпреварот со како што одигравме против екипата на Борец, со една пожртвувана игра, агресивна игра од нашите играчи, да дојдеме до подсекуваните 3 бода кои за нас ќе значат и бараш надпревар. Мотивите секако дека се многу поголеми за нас отколку за Беласица. Знаеме дека веќе Беласица избори место во прволигашката конкуренција од наредната година, така да нашите мотиви мислам дека ќе дадат резултати, ќе дојдеме до подсекуваните 3 бода, па макар било тоа и со 0-1 резултат. Се надевам на една добра игра од нашата страна, сепак во прв план ќе биде резултатот и очекуваме на коректно судење од судиската тројка и секако да дојдеме до посекуваната победа. На располагање ги имаме сите играчи од претходниот надпревар. Казната одлежа Иван Митров, кој беше со 5 жолти картони. Сега ги имаме сите на располагање. Се надеваме дека денешниот тренинг ќе помине во најдобар ред, нема да дојде до некоја несакана повреда и здравје Божие утре да настапиме во комплетен состав и да биде секако што треба да биде во најдобар ред. Играчите се подготвени да го дадат својот максимум и до крај да ги извршат поставените задачи од својот тренер. Екипата е 100% спремна, со една огромна желба и борба и поддршка од публиката да дојдеме до посекуваните 3 бода, кои што не носат во баражот и да ја оствариме зацртаната цел. Очекуваме публиката да биде наш 12-ти играч и да дојдат во што поголем број. Можно е на овој надпревар, како и во евентуалните бараш надпревари, како тактичко надбодрување, во игра да влезе и спортскиот директор Елмир Мандак, кој е регистриран и е се уште активен на разноразни надпревари од турнирски карактер, што сигурно ќе биде додатен мотив за помладите играчи на Брегалница да се постигне толку посекуваната победа против Беласица во Струмица. Еве ги комплетните двојки за ова последно 27 коло во рамките на втората македонска фудбалска лига група Исток. Победа во Ландово Тиквеш, Осогово Кожов, Каменица Саса Борец и Беласица Брегалница. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота, 19 мај, со почеток во 16 часот и 30 минути.